Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Започна сезоната на спалување на трската на Струшкото крајбрежје, алармираат екологистите. Кардиоваскуларните заболувања водечка причина за смртност во земјава. Продолжува трендот на негативен природен прираст во Охрид. Расчистен случај со лажни дојави за бомби во 2 училишта во Скопје. Шест малолетници приведени во Ротердам во врска со застреланото 11-годишно момче. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со слаби врнежи од дожд и повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 10 степени Целзиусови. Во петок над Британските острови ќе се наоѓа центар на поле на висок воздушен притисок, кој што во северна и западна Европа ќе услови умерено облачно време со сончеви периоди. Локално на Пиринејскиот и Балканскиот полуостров, како и во источна Европа, ќе преовладува нестабилно време со локални врнежи од дожд, но ќе биде релативно топло. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во крајните северни и источни предели умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 5 до 16 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Дневните температури ќе бидат во пораст и ќе достигнат од 7 до 17 степени. Во попладневните часови постојат услови за сосема слаби и локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен, слаб југоисточен и југозападен ветер, кој што во попладневните часови ќе преминува во умерен североисточен и северозападен ветер. Во Охрид во петок ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во попладневните часови се услови за локални врнежи од дожд. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува умерено облачно време со услови за врнежи од дожд и со дневна температура до 12 степени. Во недела облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо со пат на температурите. Минималната температура на 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 6 степени. Во текот на ноќта врнежите ќе престанат. Во понеделник умерено облачно време со сончеви периоди. Попладне намалување на облачноста. Минималната температура од 0 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени Целзиусови. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој.
АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Започнува сезоната на палење на трската на Струшкото крајбрежје. Еколозите со години алармираат дека со тоа се врши подготвување на терен за плажи, објекти за узурпација и трансформација на крајбрежјето. Тие ги повикуваат инспекцијските служби да превземат мерки. Со спалувањето на трската се уништуваат мрестилиштата на краповидните риби и живеалиштата на ендемични птици и се девастира пределот заштитено од УНЕСКО како природно светско наследство. Започна опожарувањето на појасот со трска во Струшко. Изминатата недела евидентирани се 2 пожари на површина со трска во Струшкиот крајбрежен појас на Охридското езеро покрај регионалниот пат Струга-Калишта. Интервенирала противпожарната единица од Струга, а од полицијата велат дека се преземаат мерки за расчистување на настаните. Палењето на трската се повторува секоја година пред почетокот на вегетацијскиот период во месеците март и април. Тоа не е воопшто наивно, туку свесно подготвување на терен за узурпација на крајбрежјето за профит, постојано алармираат еколозите. Тоа воопшто не е наивен проблем, онака како што сака да се прикаже во јавноста, секогаш покриени со аргументи дека тоа го направиле непознати сторители, вандали или деца. Во никој случај тоа не е така според моје мислење, затоа што секогаш после палењето на трските доаѓа до некакво си тампонирање, обележување на тој предел, опожарен предел, а сосема подоцна и градење на некаква градба од различен карактер. Она што можеме да го видиме и сведочиме минативе години, секаде онаму каде што имало првично палење на трска, после тоа задолжително никнуваат објекти кои што најчесто се нелегални. Пред 3 години имаше палење на трска, веќе на местото веќе на опожареното место никнати се 2 објекти. Со години активистите бараат не само кривични пријави, најчесто за непознат сторител, туку и строги санкции. Апелираат државата да не дозволи сопалењето на трската понатамошна узурпација на Струшкото крајбрежје за приватни цели. Ова што сега се случува е практично, можам слободно да кажам, еден хаос, бидејќи гледаме дека неконтролирано се палат трските, а потоа се узурпираат и се тампонираат. Она кое што наистина го сметам за проблеми како симптоматичен феномен е што секогаш се палат за време на викенд, кога службите не се во функција,
Запознаен сум дека пред извесен период на одредена фирма им се одземени машините за градба, за тампонирање, но што се случува понатаму, веројатно како и се останат, тоа останува заглавени неисправните лавиринти. Сето она што се презема како реакција е процесуирано до обвинителство, меѓутоа таму се закочени сите процеси. На судот е да реагира и овие предмети да влезат во решавање и да бидат крајно процесуирани. Со спалувањето на трската се уништуваат мрестилишта на краповидните риби и живеелиштата на ендемични птици, се врши крајбрежна трансформација и се уништува пределот заштитен од УНЕСКО. Еколозите минатите години бараа видеонадзор и ренџерска служба за заштита која ќе биде поприсутна на терен во периодот кога се пали трската, но од тоа нема ништо. Водечка причина за смртност во државава се кардиоваскуларните заболувања. Загрижува тоа што се намалува и возрастната популација. Срцево-садовите заболувања се водечка причина за смртност во светот. Статистичките податоци од Институтот за јавно здравје во земјава се поразителни. Покажуваат дека повеќе од 57% од смртните случаи се последица токму на срцево-садови заболувања. Особено загрижува тоа што се и почесто заболуваат лица помлади од 60 години, односно лица кои што се наоѓаат во најпродуктивниот период од животот. Токму затоа Црвениот крст оваа недела со низа активности и предавања ја одбележува неделата за борба против срцево-садови заболувања. Фрапантни се бројките, дури 2/3 од сите смртни случаи да отпаѓаат на кардиоваскуларните заболувања. Тоа веројатно се должи на, не би сакал да речам ниската едукација, но можеби ниската превентивна свест. Именно тоа зборува дека ние се јавуваме како население на лекар тогаш кога имаме проблем, а не претходно за да видиме во текот барем еднаш годишно да видиме каков е крвниот притисок, една крвна слика да се направи, да се следат параметрите и слично. Дебелината, неправилната исхрана, пушењето и физичката неактивност се главните причини за болестите на срцето и мозочните удари, кои што можат да се забележат во се помлада возраст. Таквите нездрави навики и животен стил се почести, особено меѓу децата и адолесцентите. И ризик факторите кои што се за жал се поголема физичка неактивност, понатаму зголемено пушење цигари кој што и текако е ризик фактор за настанување на кардиоваскуларните заболувања. Лошата исхрана која што е богата со масти и слично, секако дека допринесува покрај генетскиот фактор, полот, возраста, кој што не можеме да ги менуваме, а овие фактори на кои што може да влијаеме некако ни заостануваат. Со зголемување на возраста, така и прогресивно расте и ризик факторот за настанување на кардиоваскуларни заболувања, меѓутоа не се исклучок за жал ни младите, веќе болестите не бираат возраст и затоа еден апел до сите да практикуваат што повеќе физичка активност во текот на нивниот ден, да се трудат да јадат повеќе помали оброци разновидни поздрава храна колку што можат. Според податоците на Светската здравствена организација, секоја година од срцево-садови заболувања во светот умираат 17,5 милиони луѓе, од кои 7,3 милиони од коронарна срцева болест, а 6,2 милиони од инфаркт. Продолжува трендот на негативен природен прираст на населението во Охрид и на ниво на државата. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на склучени бракови во последното тромесечје лани бележи намалување, додека разводите бележат зголемување споредено со 2023 година. 11 деца се родиле во Охрид во четвртото тромесечје од 2024 година. Бројот на умрени лица е 167. Природниот прираст и понатаму негативен и изнесува минус 56, што значи дека за толку лица е помал бројот на живородени деца од бројот на умрени лица. Во статистичкиот период во Охрид се склучиле 56 бракови, а имало 14 разводи.
Во Струга во четвртото тримесечје од 2024 година има позитивен природен прираст на населението. Бројот на живородени деца е 119, починале 115 лица, што значи дека 4 лица е поголем бројот на живородени деца од бројот на умрени лица. Во последното тромесечје од минатата година во Струга биле склучени 75 бракови, а имало 12 разводи. На ниво на државата се бележи негативен природен прираст, односно за 1206 лица е помал бројот на живородени деца од бројот на умрени лица. Бројот на живородени деца во државава во четвртото тромесечје од 2024 година во споредба со истиот период од 2023 е намален за 4,2% и изнесува 3968 живородени деца. Намален е и бројот на склучени бракови во четвртото тримесечје од минатата година за 14,7% во споредба со истиот период од 2023 година и изнесува 2430 склучени бракови. Во ова тромесечје е регистриран 601 разведен брак, што представува пак зголемување од 23,9% во споредба со истиот период од 2023 година. Расчистен случај со лажни дојави за бомби во две училишта во Скопје, информираат од Министерството за внатрешни работи. Секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам при одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ќе поднесе известување врз основа на кое двајца 14 годишни малолетници од Скопје ќе бидат пријавени за случајот со праќање лажни закани за бомби во училишта. Имено пријавените малолетни лица на 19 февруари 2025 година од мобилниот телефон на едниот малолетник испратиле имейл со заканувачка содржина за поставена бомба во две училишта, едно основно и едно средно училиште во Скопје, а на 21 февруари од мобилниот телефон на другиот малолетник. По преземени мерки и активности од страна на секторот за компјутерски криминал, утврдено е имеито на мобилниот уред користен од страна на корисничкиот имейл од каде се испратени пораките со IP адреса од телекомуникацијски оператор од Македонија, информираат од Министерството за внатрешни работи. По извршени дополнителни проверки од страна на секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам при одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, утврден е идентитетот на инволвираните малолетни лица, при што на 25 февруари 2025 година во полициската станица Чаир тие се повикани во присуство на родител, инспектор за малолетничка деликвенција од СВР Скопје и адвокат, извршен е разговор во кој го признале и појасниле начинот на извршување на делото. По извршениот службен разговор со цел обезбедување на докази со потврда за привремено одземени предмети од нивните родители се одземени 2 мобилни телефони со сим картички кои ги користеле пријавените малолетни лица, информираат од МВР. Одбележана годишнината од смртта на гемиџијата Марко Бошњаков. Делегација на општина Охрид положи свежо цвеќе и се поклони пред спомен обележјето кај родната куќа на гемиџијата охриѓанецот Марко Бошњаков. Се поклонија и положија свежо цвеќе и делегации на подрачната единица на Историскиот архив, како и делегации од политичкиот и јавниот живот во Охрид. Марко Бошњаков е роден во Охрид во 1874 година. Основното образование го стекнал во родниот град, а како средношколец учел во Солунската гимназија. Бил сведок на создавањето на Македонскиот револуционерен комитет во Солун, со што всушност се означи почетокот на македонската револуционерна борба во 1893 година. Бошњаков се вклучил во движењето на гемиџиите, солунските атентатори, издавајќи им ја и својата бакалница во Солун. Општина Охрид објави јавен повик за пријавување на кандидати за добивање на сертификат за автотакси возачи во општина Охрид. Општина Охрид објави јавен повик за пријавување на кандидати за добивање сертификат за автотакси возачи во општина Охрид. Кандидатите за полагање на испит за добивање на сертификат за автотакси возач треба претходно да завршат обука и за истата да им се издаде потврда за завршена обука од правното лице за вршење на обука овластени од градоначалникот на општина Охрид.
Трошоците за обука и за издавање на сертификатот за автотакси возач во општина Охрид се на терет на пријавените кандидати. Право на учество имаат сите физички лица кои поседуваат потврда за завршена обука издадена од правното лице овластено од градоначалникот на општина Охрид и поседуваат возачка дозвола Б категорија. Датум на кој ќе се одржи испитот за полагање на сертификат е 5 март, среда во 10 часот во просториите на општината, а рокот за пријавување на кандидатите за полагање на испит за добивање на сертификат е најдоцна еден ден пред закажаниот термин на одржување на испитот, информираат од општина Охрид. Повеќе детали за начинот и потребната документација која треба да ја поднесат, заинтересираните кандидати можат да најдат на официјалната веб страна на општината ohrid.gov.mk. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.